Почитувани гледачи, живееме во повеќе кризи истовремено, за жал. Имено во тек е здравствена криза, економска, енергетска и еве сега последно и воена криза. Цените на основните прехранбени производи секојдневно растат, исто така и на енергенсите. Во такви услови нормално е граѓанинот да се запраша, ако ова потрае, има ли Македонија капацитет да си го прехрани сопственото население. Ова утро на оваа тема да си кажеме со господинот Трајан Димковски од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Господин Димковски, добро дојдовте во Телма. Благодарам, добро најдов. Да почнеме со одговорот на тоа општо и големо прашање. Ако воената криза во Украина потрае и ако овој раст на цените исто така, гледаме и повеќе земји во исто време забрануваат извоз на пченица, пченка, на житни култури кои се неопходни за производство на храна. Веројатно ќе следат и други забрани и рестрикции. Може ли Македонија на подолг рок да издржи со сопственото производство на храна и да го прехрани населението? Добро дадовте овој вовед каква е моменталната состојба, но ние знаеме дека и со појавата на ковид имавме одредени флуктуации на пазарите, пореметувања, но ова е нешто, би рекол, крајно сериозно во кое што ни се случуваат, кое што не се случило многу одамна на овие простори, а поготово во една економија која е градена во еден поранешен систем заедничка економија, поготово сега кога ние зборуваме за отворена пазарна економија, каде што добар дел сме ориентирани она што може да извеземе, секако, и да го зголемиме домашното производство. Но ако зборуваме да се фокусираме на вашето прашање, одговорот е секако дека Македонија може да обезбеди храна за сопствени потреби, за граѓаните, секако тука и производството на сточарското производство, но ние и понатаму ќе продолжиме и со креирање на политиките за извозот, фокусирајќи се на оние наши извозни производи, и кога велам нашите извозни, зборуваме за кои се тие наши конкурентни производи, кои што одат за извоз, но секако и подобрување на конкурентноста, бидејќи зборуваме ние како членови сега во ЦЕФТА пред 15 на години. Сега зборуваме за еден отворен Балкан, кај што Добро, го имаме. сега не треба да зборуваме за оптимисти, за зголемување на конкурентноста. Веројатно не е време за зголемување на конкурентноста, ако тоа не сме успеале во изминатите 30 години. Сега да зборуваме за тоа дали можеме да се прехраниме ако ова потрае. Ако велите можеме. Апсолутно. Зошто тогаш увезуваме храна вредна повеќе од 900 милиони евра? Увезуваме храна 2021 е некаде 940 милиони евра увозот, а извозот е околу 630 милиони евра. Само да напоменеме, кога зборуваме за делот на храна, бидејќи ова се статистички податоци кои што ги собираат, да напоменеме дека во овие бројки влегуваат и увоз на чоколади, газирани пијалоци, кафе, тутунски производи. Така да не е толкава разлика дефицитот ако зборуваме за она што е неопходно за населението, бидејќи токму ако зборуваме прашањево е она што е неопходно да се прехраниме. Не верувам дека ќе се дојде во една таква состојба, каде што сите граници ќе бидат затворени, бидејќи и другите економии се димензионирани на производство за да го извезат. Што и да се случува, не би дошло до некои вакви строги затварања на границите, иако сега веќе имаме одредени најави, одредени производи, не само земјоделски, туку и импути во земјоделство, кои што во добар дел од државите се забранети, не извезуваат, но верувам дека тоа е под притисокот, каде што во моментот и со задоволување на собствените потреби ќе дојде до отварање и до движење на робата, бидејќи ниту една држава не го работи тоа за да секој да има за свое производство. Тогаш не би имале ваква еден отворен пазар. Имаме дефицит околу 300 милиони евра годишно во таа трговска размена што се однесува до храна, но велите дека тука влегуваат и оние стоки кои не се неопходни за преживување, газирани сокови, чоколади, што не се сметаат за луксус, меѓутоа се сметаат за неопходни за преживување. Македонија има капацитет да произведе доволно компири, кромит, граф, орис, пиперки, домати, краставици, зелка. За житни култури не, освен пченица и... Меѓутоа, зошто е овој дефицит? Тој дефицит отпаѓа само на газирани сокови, чоколади и она што се смета за неопходни... Ние ако погледнеме бројките и од тој аспект, тука пример за говедско месо се одвојуваат некаде 30 милиони евра во тој дел. За млеко некаде 15-16 милиони евра. Но зборам за уво само правиме муавет.
Во тој сегмент секако дека ние имаме производи кои што ги немаме доволно на нашиот пазар. Пред се тоа се месни и млечни производи во делот на сточарството, додека пак други производи имаме постојан раст. Конзервната индустрија, да кажеме, во делот на тутунските производи, односно суров тутун кој што се доработува овдека и се извезува надвор, тоа е некаде во ова 630 милиони, 120 милиони евра имаме само приходи од извоз на тутун, доаѓа потоа винарството со некаде 50 милиони евра извоз, конзервната индустрија е доминантна, така да градинарските производи, свежите, зборам и тие. Само, видете, ние се научивме дома да јадеме 12, свеж домат имаме 12 месеци на рафтови. Ние за домат увезуваме во вредност од 3 милиони евра, а извезуваме 9 милиони евра. Така да, или да кажеме, не знам, свежо овошје. Значи пак имаме и со доматите дефицит. Не, ние имаме, не е дефицит. 6 милиони суфицит имаме? Така. Но зборам дека потрошувачите се научија дека во декември, јануари и февруари треба да има свеж домат во рафтови. Зборуваме за глобална ние тогаш економија, не произведуваме. Отворени граници во услови на нормална ситуација, па еве дури и во пандемијата трговијата непречено и производството функционира. Сега станува збор за некоја друга вонредна ситуација во кој поради страф од војна, поради војна психоза, одреден број земји можеби и реално си ги затвораат производствата, односно ги ограничуваат извозот. Во таква ситуација Македонија не произведува доволно житни култури. Како ќе произведеме доволно леп? Така. Ние имаме само као податоци годишни потреби за нас е некаде околу 300.000 тони во пченица. Ние на 70.000 хектари произведуваме некаде околу 250-260.000 тони. И ќе кажеме дека да, па ние сме близко до она неопходното, но од друга страна увезуваме некаде околу 70.000 тони пченица. И за тоа трошиме 17 милиони евра годишно. Овој податок, затоа што многу, знаеме која цена беше пред 3-4 години, многу од земјоделците што произведуваа пченица ја користеа за сточна храна. Или дел од нашата пченица што се произведуваше, се извезуваше во соседни земји како сточна храна. Од тој аспект зборуваме за еден оптимизам дека да, и ние и доволно пченица можеме да произведеме, бидејќи зборуваме за 300.000 тони кои би се ставила се во улога на преработка на брашно или производство на леп. Но знаеме дека ние за производство на круасани или ако сакаме сабалево да отидеме во некоја продавница да купиме круасан, е потребно подобар квалитет. Она што треба да се работи, ние веќе направивме како министерство, доставено до Министерство за финансии, предлог мерки на среден и на долг рок, токму како да го достигнеме ова, но на вистина потребите за производство на брашно и на леп, но секогаш верувајте дека ќе има одреден процент на увоз, бидејќи се работи за други сорти на пченици, каде што се произведуваат други видови. Jer во одредени каде што имаме ние производство или 2,5-3 тони, не може да се направи добар бурек, да кажем. И брашното тоа што е ги увезува. Добро, затекнати се сите целиот свет од ситуацијата, меѓутоа еве околните земји слушнавме, видовме, ги наполнија стоковите резерви, направија стратегии. Што прават одговорните во Министерството за земјоделство во оваа насока? Во меѓувреме имаме и очекуваме одговор од руска страна на санкциите на кои се приклучи и Македонија. Добар дел од македонските земјоделски производи нема да можат да завршат на рускиот пазар, односно ние го ограничивме извозот бидејќи воведовме санкции. Слушнавме критика од опозицијата дека 15.000 семејства во Струмица се загрозени производителите на зелка, чии производи традиционално завршувале на руските пазари. Имате ли решение за ваквите акутни проблеми кои се јавуваат? Видете, ако зборуваме, јас знаеме опозицијата за жал се стреми кон тоа да направи хаос, страф да влее кај граѓаните, но војната веќе таму 2 недели. Ние се уште немаме забрана за извоз на рускиот пазар. Се соочуваме со проблеми. Не велам дека тоа е едноставно. Не е само за забраната, веќе имаме проблеми со транспорт. Ние вчера имавме еден таков разговор во Струмица, во делот на ова производство. Инаку, кај нас, некаде после 15 март, доаѓа на големото производство на пролетна зелка, каде што добар дел од производството оди во Украина и на рускиот пазар, но повеќе на украинскиот. Она што за сега цената е нормална, која што е поднослива да може да се продава од самите земјоделци, но и да поминува на пазарот, се одвива извозот.
не очекуваме некои големи проблеми, токму од ова, бидејќи многу некогаш и пред време сакајќи да укажеме некои работи и креираме паника кај граѓаниве, очигледно дека тоа им е целта. Затоа велам, ние имавме, само подсетете се, 2020 кога се појави ковидот, кога се беше блокирано, тогаш имаше 50.000 тони производство на зелка, тогаш државата интервенираше со дополнителни. Затоа е улогата во една пазарна економија, поготово во земјоделството, и зашто толку пари се одвиваат во земјоделството и одат, да кажеме, во поддршка. Затоа што некаде 40 до 50% стандардот е понизок, доколку не би се субвенционирале ова со просечниот еден вработен кој ќе работи во одредена, дали е тоа фабрика или на друго место, бидејќи имаме мали површини, знаеме од каков систем излеговме пред 30 години. Имаме комбинатски кои се големи, но за жал во градинарството немаме такви. Тоа се мали површини кои што повеќе е одржување на семејството или дополнителен доход во одредени семејства. Господин Димковски, не добив конкретен одговор. Што ќе правите со тие 15.000 семејства кои зависат од производството на зелка? Но еве да се надоврзам на еден ваш претходен одговор на прашањето. Велите, можеме да произведеме доволно милиони килограми ледно жито колку што ни е потребно во услови на вонредна ситуација. Кој е тој комбинат што може да го надомести производството на пченица и пченка што сега ги набавуваме од увоз? Ке се осврнам и на ова, но не е точно дека не знаеме што ќе правиме. Значи, апсолутно не се 15.000, но не сакам да спорам, тоа се работи за многу помала бројка, 5-6.000 се кои произведуваат и оние што ги имаме евиденцијата. И тоа мора да ни биде јасно. Правиме некогаш непотребен притисок. Зошто? Непотребен притисок во смисла уште не е цената е во ред, извозот тече, доаѓа допрва големата берба, ако може така да кажем, и ние што ќе правиме со нив? Дај да видиме пазарот што ќе направи. Доколку пазарот си го регулира производството, продажбата, нема потреба тогаш ништо што да правиме. Но во случај да тоа биде застанато, да цената падне испод производната, ниска цена која што е неодржлива, тогаш е улогата на државата. Имам чувство дека впечаток дека цело време реагираме ад хок, без стратегија, без претходно подготвени сценарија и разработени А, Б или видите, зелката... Не само за ова, ќе дојде и доматот, ќе узре и доматот во јуни-јули. Имаме ли решение за македонските домати и краставици кои се извезуваа во Украина и во Русија? Ако зборуваме за македонскиот домат, најголем дел е сега токму во овој период оранжерискиот. Инаку ние кога доаѓа оној домат од земјоделците кој што се произведува, тој не оди многу. Си го јадеме сами дома? Не, оди тој во екс-Југославија, во овие. За производство на... тој домат не може да оди за производство. Инаку сега, кој е тоа што може да повлече, значи, ако зборуваме така за производство на пченица, апсолутно големите житници, само подсетете се пред 5-6 години имавме Субрата Рој 4000 хектари кои што стоеа по таков еден договор 4 години необработувани. Тие во последните 4 години се ставија во функција и сега таму имаме обработливи 4000 хектари кои што произведуваат, ако го земеме овчеполието некаде 3 тони во просек, тоа е веќе некоја количина. Најголеми житници кај нас секако е Пелагонија и овчеполе, односно ЗК Пелагонија како голем производител и приватните земјоделци кои се околу ЗК Пелагонија, да кажеме така. Овие се двете големи житници. И ако погледнеме како е структурирано, бидејќи ние како држава припаѓаме на медитеранска клима. Апсолутно овдека имаме секаков вид на производство и она што ќе го најде пазарот, тоа и се произведува. Во овој случај, кога цената денеска е многу повисока, за 3 пати од пред 4 години, иако инпутите исто така се зголемуваат, и цената ќе придонесе за зголемување на производството. И секако мерките кои што ние ги планираме, затоа што ништо не е оставено на случајност, и едно од мерките е да кажеме што разговараме за пченицата после жетва да биде складирана, бидејќи ако ја оставите дома во амбари, во вреќи запакувана, таа веќе не ја носите вие на пазар. Таа останува или за домашно, или за комшиите и за домашно производство и одгледување на добиток. Кога го спомнавте веќе Субрата Рој, ми се надоврзува едно прашање. Имено во претходната влада бевте жесток критичар на земјоделските политики на владата на ВМРО ДПМН. Меѓутоа, еве, по 4 години, односно повеќе од 4-5 години од промената на власта, впечатокот дека ништо не се смени во аграрот, на големата слика остана иста. Земјоделците се повеќе на улица отколку на нива. Постојано се истите проблеми.
може очекувано да се предвиди која гранка ќе протестира во кој период, како зреат културите, така се одвиваат протестите. Зошто не ги подобривте работите, туку се си остане исто? Подобрени сите како, значи сето тоа што беше критикувано го нема денес. А тоа е, нашата критика се однесуваше на прв дојден, прв услужен, и тој беше системот... Политиката на субвенции ја надградивте, ја проширивте. Видете како се зголемува и производството, но и потребата за делување, jer ние се дадоа пари, само мора со примери да идеме конкретни, така ли, за да дочараме сликата, за производство на грози. Ние во последните 3 години, за време на ковидот, знаевме што се случуваше. Не работеа ресторани, организации, свадби, еден куп работи. И таму се интервенираше дополнително. Тоа беа дополнителни за само таа година, значи 21 сезоната, само во делот на лозарство се потрошија 21 милион евра. За да го сочуваме тоа производство. Исто така ни се случи и со тутунот, кога цената беше ниска пред година и пол. Исто таму дополнителни 5 милиони евра се дадоа. Бидејќи тие се гранки кои што ја и држат земјоделството како сектор, зборуваме. Но апсолутно поддршката во субвенциите, ние имаме секако дека и годишна инфлација, имаме зголемување на инпути, сакаме да го држиме тоа производство. Затоа имаме и раст во извозот. На друг начин, ако ги тргнеме субвенциите, и само еден пример, кога зборуваме многу пари, минатата година се дадоа 120 милиони евра во директни плаќања, зборам, и вкупно е некаде околу 200 милиони евра што се исплатија. Земјоделството, само во примарно производство, вреди околу 1 милиарда евра. Со дополнителни производи, односно со конзервирање, пакување и слично преработки, ние тоа производство е околу 1300-400 милиони евра. А ние даваме само 120 милиони, значи само 10% од тоа што ни допринесува сето. И ние што може да субвенционираме примарно производство и кај обичниот земјоделец. Но сето тоа му дава и една добра суровина за производство, дали ќе е тоа конзервна индустрија, дали тоа ќе е винска индустрија, и затоа таму имаме раст и задржување на тие пазари. Така да она што беше основно и нашите критики е тргнато, го неаме сега, не правиме списоци, туку едноставно во еден ден се исплаќаат неселективно субвенции за сите. Јас зборувам за генералната слика. Земјоделецот е еднакво незадоволен денеска како и пред 5 или 7 години. Исправете ме ако грешам, за една статистичка информација. Во споредба со пред 12 години во земјава има повеќе од 20% помалку посеви со пшеница, 15% помалку јачмен, 10% помалку домати, исто така помалку посеви со тутун. Слична е состојбата и со сточарството. Изминатите 10 години губиме говеда, речиси двојно помалку овци, помалку свињи. Обработливото земјиште во последните 20 години е повеќе од преполовено. За таа слика зборувам. Дали тоа значи дека ни недостига стратегија? Треба да направиме план каде и во што да се насочиме. Видите, сите зборуваме дека која е стратегијата, што сакаме ние. Ако стратегијата ни е клучна дека да, ние треба да обезбедиме доволно храна за своето население, тоа е стратегијата. Не ни требаат не знам какви. И сега пример, што се случува, ние во овие 4 години се започна една порано, една покасно, две капитални брани во Конско и втората во Кочани на Оризарска река. Ако ние го погледнеме, нашата поставеност на земјоделството не е креирано денеска, не е креирано и пред 20 години. Поставеноста и структурата на нашето земјоделско производство е многу далеко. Зборуваме, значи, кога е направена браната Брегалница, се направени оризови полиња. Кога зборуваме дека планирано е дека во Тиквешијата, винарската визба Тиквеш, тогаш, ќе ги прошири капацитет и стана најголема визба на Балканот, според капацитетите, се изгради по Вардарија, ние Тиквешијата ја направивме Лозарски регион. И икс други, да кажеме, таму кај што одговарало под небјето, ние многу пари даваме, 6 милиони ќе дадеме ова година за субвенции за јаболката. Бидејќи од 150.000 тони производство, 120.000 тони ќе отидат во индустријата. Но кога се подигнувани првите површини во 60-тите, 70-тите години во Ресен, направена е фабрика за сокор во Царев двор. Се е тоа нешто кое што ние сега го влечеме и апсолутно мора се модернизира. Кога се зборува за актуелната криза и за стратегиите во однос на неа, велите дека за пченица, за лепки имаме доволно да произведеме и да се случи криза од поголеми размери и ова да потрае.
исто така и со овошје и зеленчук. Веројатно ќе можеме да се снабдиме. Што е со месо? Знаеме дека голем недостиг на месо, односно повеќе од половина од вкупната потрошувачка е од увоз. Произведуваме многу малку. Како би го надоместиле тоа ако војната потрае, имајќи предвид дека увезуваме од Аргентина, Полска, Австрија и од кои други земји, не знам? Вака е. Зошто ни се случуваат овие вакви падови или зголемени извози или увоз на одредени производи? Апсолутно дека сточарството во последните 10 на 15 години секаде не само кај нас има тренд на опаѓање. Бидејќи ние како ваков пазар и предуслови кои што ги имаме со една ваква медитеранска клима како што е кај нас, целиот Балкан да не произведува, да не чува добиток, и има и млеко и месо, затоа што Полска може да го нахрани. Во нашиот случај, ние зборуваме сега кои сме далеко од воени услови, но еве, да Полска претпоставиме. е на границата со Украина. Не, видете, пак тоа зборам, значи глобалната економија ќе функционира. Но еве во случаеви да претпоставиме границите се затвараат. Ние имаме површини, немаме нафта, немаме ѓубриво. Значи не е проблемот само земјишето што да правиме. Не е можно системот така, бидејќи изолиран да функционира. Апсолутно. Еве сега ако сакаме ние се да биде затворени границите, ќе се вратиме на 50-тите години. Пак ќе треба добитокот да се чува, пак повеќе ќе обрнеме внимание на тоа. Генерално зборувам за држава со стратегија. Ако за говеда и за свињи немаме услови, зошто со живина ни е така исто поразителна статистиката и зошто се произведува производството и на пилешко месо? Од сточарството, ако ги кажеме под секторот свињарство и живинарство за производство на јајца, ние го задоволуваме домашниот пазар за свежи производи, зборам за свинско месо. За доработки и индустрија се увезува смрзнато месо. Што е клучното? Знаеме дека, видите, големите маркети многу ја нарушија концепцијата на производство. Затоа што тој, кога отвара ланци на маркети, него не го интересира дали е домашно или од каде. Тој вели кај имам профит и кај му е најлесно со еден телефонски повик да му се наполни рафтот. И идејќи во тој правец се случува сето ова. Но вие ја регулирате работата. Имаше едно време кампањи купувате домашни производи. И има начин, ако сака државата, да најде да го стимулира домашното производство. Начинот на стимулирање токму преку исплаќање на субвенциите и финансирање преку развојната рурална програма, која што може да инвестират и ИПАРТ програмата. Значи, тие се мерки каде што може да се вложува. Но еве гледаме со години тоа не функционира. Земјоделците се повторно незадоволни. Тоа велам. Зошто не промените нешто? Знаете како е, земјоделците не само кај нас, секаде можете да ги препознаете дека тие постојано се незадоволни. И поготово во последните година ние имавме сега обид, ако политички се мотивирани, со нив многу лесно е да манипулирате. Но не треба политиката, партиската политика, да се вклучува во екзистенцијата. И тука е најголемиот... Повторно ја вртите на политика. Вие ја вклучувавте ли вклучувавте земјоделството во политика која бевте опозиција? Еве пример сега. Да. Ние имаме исти луѓе за оризарите зборуваме. Кога цената била 15 денари, имаат изјави која вика дека ова влада ни е супер, 2015-16, денеска истите велат ова не бива ништо, ова е катастрофа. 15 денари во 2015 вредеа многу повеќе од колку 15 денари сега. Не, сега не е 15. Па добро, колку и да е. Тоа го и дополнително кога ние мерката или механизмот, владата, кој утре да е таму. Единствено што може да интервенира е према примарно производство и во делот на субвенционирањето. Тоа е механизмот кој што Европа го има препознаено и Европа го работи тоа. Не е дека ние го измисливме. Ваков начин на субвенционирање е преземено таму за да го одржиме нашето производство. Доколку ги немаме и овие 120 милиони евра субвенции директно према земјоделците, верувајте дека не на пола, тогаш нема да знаеме што зборуваме. Трошиме за увоз на храна, тогаш кој знае колку ќе се трошат од буџетот државен, велам. Тогаш ќе падне и целото малтене извозот, jer ние нема да бидеме конкурентни ни со производство на грозје, да не зборувам со ориз, најголемиот тутун, можеби ќе се вратиме повеќе тутун и да чуваме овци да одгледуваме. Видите, во услови на глобална економија, тешко е, односно не е главниот проблем во неискористените површини на земјоделско земјиште, но една информација може да звучи загрижувачки не само за Македонија. Прочитав дека најголемиот светски производител на вештачки ѓубрива, кои се неопходни за производството на храна, го прополувува производството, дека светот многу брзо ќе се соочи со недостиг на вештачки ѓубрива, кои се неопходни во производството. Што ова значи за нас,
за оваа наша мала економија и за нашето мало земјоделство? Повторно се доведуваме до она. Ние имавме една фабрика во Велес, ХИВ, за производство на вешечки ѓубрива. Но кога вие не може да бидете конкурентен и тоа ѓубриво што ќе го произведете треба да го продадете и да заработите од тоа. Кога се околу нас имаме многу поголеми земјоделски земји кои што имаат фабрики и пак ќе кажем, значи, доколку тоа застане, таа фабрика што сега ја спомнуваме, таа не е димензионирана да работи со полупроизводство. Да, во моментот нафтата, гасот, отида енергенците, струјата емно отиде. И сега ги намалуваат трошоците со намалување на производство. Но, доколку ние не интервенираме и не бидеме будни не само во овој сегмент, сега ние се соочуваме како и фирмите да ги соочуваме. Во ковидот, ако бевме фокусирани како индивидуата, работникот да остане, социјала да се помогне, сега е моментот кога фирмите треба да ги соочуваме. Доколку и сега веќе имаме, владата направи веќе 27 мерки и сигурно ќе се оди и натаму, доколку има потреба. И ние сега се бориме да го соочуваме тоа што го имаме. Не дај Боже што викаме да една фирма да падне, да се затвори. Тој бизнис тешко се рестартира повторно. Дали како Министерство за земјоделство сте задоволни од опфатот на мерките во првиот сет, овие мерки, дали доволно го штитат вашиот сектор, земјоделците? Надвор од ова, јас можам да кажам дека да, но надвор од ова ние си планираме наши мерки како министерство каде што може да делуваме конкретно во делот на примерното производство кај самите земјоделци. И таму ние направивме за прв пат интервентна програма направивме каде што идеме со субвенција од 25% од вештачкото ѓубриво, токму за пченицата и јачменот, сега што ќе се фрлат. Се надевам дека ќе биде доволно, но доколку не, пак сме отворени. Секторот свињарство кој е исто така во една многу лоша состојба. 1 милион евро одвоивме да ги помогнеме за закланите свињи во февруари, март и април. Така да нашите мерки кои што се надвор од, да кажем, овие концептот и пакетот на владата, ние правиме мерки точно и према овие одредени специфични групи. Пак велам, се со цел да го задржиме тоа и тоа ниво што го имаме. Имаат ли надлежните во Министерството за земјоделство проценка, прогноза, прават ли некакви анализи со оглед на новите цени на енергенсите, нафтата, гасот и сите поскапувања, овој ланец на поскапувања, како ќе се одрази врз цените на основните прехранбени производи? Што може да очекуваме по неколку месеци? Со она што го гледаме сега, може да очекуваме покачување на цените. Значи денеска, пченицата ако зборуваме на берза, во Нови Сад е некаде 18 денари, тоа е 300 евра по тон. Со донесени трошоци, секако дека ќе се покачи. Но велам, се прават пакети за да токму ваквата индустрија не дојде до покачување на кај крајниот потрошувач. Односно, улогата на државата е секогаш да внимава да граѓаните имаат она социјален пакет, како да го кажеме дека да, моментот не е за раскош, апсолутно. Целите не знаеме до кај ќе отидат, бидејќи ние сме вржени увозно и за гасот и за нафтата целосно. Ова што го зборуваме, кај што може да го изменаџираме ние со пченица, ја спомнуваме најчесто како основен продукт, и тоа може да се направи во тој контекст, чак и ова сега што го имаме за година-две да не зависиме толку драстично од увоз. Велам, секогаш ќе има простор да се увезува ради X производи кои што не може да се направат како само од пченицата која што имаме за леп, но сегментот на покачувањето секако дека крајниот потрошувач треба да има што е можно пониска цена. Знаеме дека и акцизата сега имавме намалување, ДДВ-то се намалија на основните прехранбени производи, односно на нула е ДДВ-то, не да се намали туку нула. Се ова мерки кои што очекуваме да дадат резултати. Пак велам, доколку тоа ескалира, зборам сега, не знаеме кога ќе заврши војната во Украина со Русија, тогаш пак сме тука да ги следиме тие секојдневни се следат овие настани за да дополнително се интервенира. Спомнате само пченицата, што е со останатите? Колкаво поскапување може да се очекува во наредниот период на целата палета што подразбира основни прехранбени производи? Видете, ние од основните, ако зборуваме како вака суровини, најчесто кај нас за сточно производство имаме јачмен и тоа да кажеме дека ние веќе станавме независими од увоз. Дури имаме и извоз на јачмен, но ова се тие моменти кои што зависи од цената претходно и состојбата со сточарството. И на купченка имаме добар дел кој што се увезува од Србија, најчесто е тоа што се увезува.
Тука сме и лимитирани со ресурсите, бидејќи пченката знаеме во кој период стасува на поле и таму ако немате наводнување е илузорно да садите пченка затоа што нема никакви приноси, односно приходите се многу мали, нерентабилни во тој дел. И ако ги погледнеме овие две-три основни намирници, ако може така да го кажем, за прехраната човечката и прехраната во сточарството, но клучниот момент не е само да го одржиме и да се прехраниме. Сојата отиде многу скапа. Над 500 евра веќе по тон. И тоа ја качува цената на концентратот и на прехраната. Но вие ако не ставите соја, не можете да ги добиете врвните резултати ниту во производство на месо, ниту во производство на млеко. Но затоа велам да не одиме со тоа сценарио дека што ќе се случи ако ова со години трае. Некога ќе се калкулира колкаво поскапување би се очекувало ако остане на ова ниво, криза од вакви размери на подолг период. Ја очекувам на подолг период ова да не трае това кризата, туку да се стабилизираат. Кога велам стабилизирање не значи враќање на цените пред 2 години. Апсолутно. Затоа што имавме и ние ценена инфлација секаде, знаете во ковид кризата многу немаше држава која не се задлжи. Тоа се екстра пари пуштени во оптек. Сето тоа придонесе за таа ценена инфлација која знаеме ќе отиде и бензинот. Сега пример ако зборувам пченицата, не може да очекуваме дека таа ќе биде на 15 денари веќе. Да се врати кога ќе биде нормално за 2-3 години, бидејќи ако се намали цената на вештачките ѓубрива, тогаш може да очекуваме. Но се е тоа еден вржен систем или цената на нафтата. Ние, пак велиме ние како влада или како министерство, во собрание ни е поднесен законот да за наредната година и до 100% може да ја субвенционираме зелената нафта. За прв пат зборуваме за вештачкото ѓубриво, за да може со инпутите да влијаеме на одржување на производството и зголемување на приноси, да се разбереме. Ако ние имаме одредена површина на земја, мора да идеме на зголемување на приноси и секако, веќе се спремат издавање на огласи, на она што е државно земјелско земјиште, веќе се лоцирали некаде околу 5000 хектари, кои што дополнително би се дадале токму за производство на овие житни култури. Господин Димковски, ви благодарам за гостувањето во утринската програма на Телма. Благодарам и на вас на поканата.